Какви емоции буди денеска кај вас отворањето на оваа црква пред се лично како македонец? Ама помагаме од овдека малце за цркви, за ова зона, за манастири. Вистина Заработиш од себе. Ние млади, малце будали, за работата, ајде, терај. И дојдеме до сите работи, ама и на ова место тие го посочуваат, ја посочуваат ова локација дека слободно може тука да се изгради храм. Ало. Зоран, добро утро, Радко на телефон, како се? Да, добро е, тука сме. Не сум сигурен кај се наоѓа, мислам ова ми изгледа како македонска црква, ама не сум сигурен дали сум тука, јас сум во црно комбе. А во црно комбе се, тука е во црквата, таа е крстот го гледаш горе, тоа е, ти си во Мерцедесот, така? А, ти си во белата кошула, така? Да. Ајде, важи идам. Ајде. Така да овде прв пат идам во животот. Дај да видиме сега. Добар ден. Добро утро. Стигнавте? Добро утро. Како сте? Јас сум Радко. Да, баш ми е драго. Само тоа беше. Кога бидно овој последниот дел? Најновиот дел? Сега го направим пред Сите Никола. Тогаш се завршија сите тие административни градби и така натаму. Така, колку луѓе очекувате денес од луѓе? Колку ќе да е Господ. Колку ќе да е Господ? За многу години. Како се добре? Фала му на Бог, Бог да благослови. Ајде, дојдеме овде. А во убав ден. Morning. Добро утро. Јас сум Зоран Бочкаровски, тука сум во Австралија веќе 26 години и се наоѓаме кај црквата Света Троица во Садалан, во Ронора на гробишта. Ова е единствена црква во Австралија, изградена на гробиште од Македонската православна црква, епархијата за Австралија и Нов Зеланд, со благослов на неговото високо преосвештенство митрополитот австралиско-новозеландски и митрополитот Преспанско-пелагониски администратор австралиско-новозеландски Петар. Понекој ми спомна дека имало веќе, али се работи за надградба или кажи ми што се си? Сега ќе ви објасниме целата, да речеме, историја од почетокот. Оваа црква тука што ја гледаме сега, Света Троица е темелите се ставени на 2 август 2013 година. Тогашниот главен директор на гробиштата Грајам Бојд пристапил на Македонската православна црква да направи за Македонската православна црква тука на гробишта и стапил во контакт со свештеникот протерејерот Митко Митрев и со благослов на неговото високо преосвештенство митрополитот Преспанско-пелагониски администратор австралиско-новозеландски Петар донесуваат одлука да побараат тука да се изгради црква. И на ова место тие го посочуваат, ја посочуваат ова локација дека слободно може тука да се изгради храм и така почнува, да речеме. Многу луѓе помагаја во процесот на изградба. Па да, тоа беше. Посочиш нешто? Па да, имаше многу луѓе кои што помогнаа во тоа, значи кога се турија темелите во 2013 година, оваа црква што гледате тука ја изградија главни мајстори беа Јован Тодоровски со синовите Пеце и Зоран Тодоровски. Тие ова го созидаја од темели до кров, значи ова е дело нивно. Кој го дизајнира? Архитект беше Коста Филиповски. Значи Наши луѓе сите, да. И ова е копија или примерок е земен од црквата Свети Игнати Богопримец, богоносец од село Јанковец, Ресен. Значи ова црква е... Да, копија е од 14 век, да. Браво, интересно. Да. Значи овој дел што е направен тука е копија. Исто црквата во Јанковец е во големина, горе-долу слична? Слична, многу слична и ова е архитектурата е од исти стил вака направено. И значи после
имаше позади прегола која беше отворена и немаше многу услови, да речеме кога врнеше навеваше. И во 2022 година ние побаравме да ни одобрат за да се изгради тремот, продолжетокот на црквата, за да може да има услови да се прават тука погреби, да речеме и крштарки, за да може црквата да биде комплетирана, да се стави во служба и луѓето да може да ја користат. И фала на Бога, со благослов на неговото високо преосвештенство, митрополит Преспанско-Пелагонijски администратор австралиско-новозеландски Петар, добивме одобрение од тука од гробиштата и почнавме со овој додатен дел. Христос е живот. И затоа тој вели, јас сум чокотот, јас сум коренот, вие сте лозницата. И ако лозницата стои на самиот корен, на самиот чокот, вели има живот. И затоа ние сме христијани, затоа што сме со Христа, тој е нашиот корен. Тој е нашата глава, тој е главата на црквата. Дека Господ Бог сите вас ве благослови. Радоста и мирот дека почиват на вас во сите денови на вашиот живот, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Благодариме на браќата отци што дојдоа и на сите вас што дојдовте овде, затоа што и самиот Господ Бог вели таму кај што ќе бидат собрани двајца или тројца во моје име, таму сум јас, да знаете дека Господ е овде. Ние рековме благословено е царството на Отца, Сина и Светиот Дух, а Господ е цар на царевите и Господар на господарите, и тој е присутен. И затоа вели, не плашете се, јас сум со вас во сите денове до крајот на светот. Бидејќи ние имаме и тело, покрај тоа што имаме дух, имаме мислено, имаме и очи и така натаму, сакаме да видиме, и затоа ќе направиме едно мало осветување на овој новиот дел, ќе направиме водосвет и ќе го благословиме овој дел, новиот дел кој се направи. Воедно имаме и погача една како еден дар наш пред Бога, Господ да го благослови, и овој дар ќе се пресече и како благослов Божи сите вие да си земете, да си каснете, па дури и дома да понесете и да им дадете на вашите најблиски за благослов, затоа што како што велат светите отци, тогаш кога се прави овој чин и кога се собираме, небото се отвара. И тогаш самиот храм станува небо на земјава. Господ нека е со вас. Ово сето е правено волонтерски, да речеме, и со донации на сите верници. Многу луѓе помогнаа за ова да се изгради. За ова црква не е земен никаков кредит до сега, значи немаме ние кредит. Немаме долгови спрема никого, црквата е завршена и нема долг црквата. Сето што е направено е завршено, значи исплатено и нема кредит. Така да сега можеме да видиме. Што писмо е тоа? Ова тука е значи од денот кога митрополитот Преспанско-Пелагонijски администратор австралиско-новозеландски ја освети црквата и тука има да речеме за 6 февруари 2016. Да, тогаш црквата се освети, да. Црквата беше тогаш комплетирана, овој дел, и беше фреско живописана натре. И тогаш митрополитот Преспанско-Пелагонijски, придружуван од митрополитите Тетовско-Гостиварски Јосиф и тогашниот Кумановски Осоговски Јосиф, тројцата владици ја осветија црквата, овој дел, значи црквата, ја осветија. И од тогаш црквата беше ставена во служба, но немаше услови за поголем број верници да собери. Имаме механичка камбанарија, електронска камбанарија. Нема камбанарија тука, да речеме. Каков е планот за камбанарија или воопшто ќе нема? Па нема услови, да речеме, поради местоположбата и поради просторот не одговара за камбанарија тука. Местото е мало и нема соодветни услови за да се постави камбанарија, да. Тоа е овој дел кој што е дограден. Правени, извини, сакам да го видиме надписот овде на многу интересен надпис од нашата библиска Македонија. Ова е извадок од Светото писмо, кога светиот апостол Павле има видение во сон и тогаш му се јавува човек од Македонија за кој што
велат оците на црквата дека тоа бил ангелот на Македонија и бил повикан да дојде да ни помогне во Македонија и тој доаѓа во Филипи и таму ја на реката ја крсти првата македонка жена Лидија. Значи Лидија. тоа била првата жена од Македонија што била покрстена од светиот апостол Павле. А денеска сме понижвани, презирани, а луѓето кои го прават тоа слободно нека може да се уверат во самата Библија, околу нашата библиска земја, а точно овие се стиховите од Акс 16 глава 9 и 10 стих. Да, тоа е ова споменикот што е во 2013 година поставен од тогашниот, како што рековме, CEO или генерален директор на гробиштата Грајам Бойд и не само што ни доделија локација за црква тука, него и дадоа донација од $20,000 за да се помогне во изградба на црквата. Да се спаса душите наши и слава на Отца и Сина и Светиот Дух, и сега и секогаш и во сите векови. Амин. Богородице, никогаш нема да престанеме да ги говориме своите весели. Зашто ако ти не стоиш по молитвата за нас, кој би не застапа зилда сега слободи. Нема да отстапиме, владичице, од тебе, зашто ти ги спасуваш секогаш твоите раби од секакви зла. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Зашто си свет Боже нашите, слава ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Многу ни помогна тука од гробиштата и ние како македонска заедница сме многу благодарни и секогаш ни излегуваат во пресвет, помагаат. И после тоа доста се има тука македонски гробишта, значи од таа страна. Тука се македонски православни гробишта кои се викаат Света Тројца од таа страна, од кај црквата. Да, тоа е исполнато веќе до горе. И тоа беше и причината за доделувањето на ова локација за црква, за да се привлечат повеќе македонци на ова локација, да можат тука да бидат погребани. И така. Кажи ми, Вака, лично за тебе, какви емоции буди денешниот ден? Ова е радосен ден за сите нас како македонци, затоа што со Божја помош се комплетирава и Божји храм на Светата Тројца и тука ќе сведочи за нас како македонци, за едните генерации, за едните поколенија да можат да го слават Бога и да доаѓаат на богослужби. Пошто секоја недела тука парохискиот свештеник протерејот Митко Митрев одржува божествена литургија и секој празник. Така да црквата е веќе ставена во служба и можат слободно верниците да ја посетуваат за нивните црковни потреби. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Да внимаваме мир на сите вас. Духови Твој непрохими глас трети. Господ е моја светлина и моје спасение, од кого ќе се бојам. Господ е заштит на мојот живот, од кого ќе се плашам. Премудрост. Фала на Бога, пред се благодарност на Бога, тоа е со Божја помош. Никој не би можел, речеме, сам или некој да си препише заслуга дека некој направил нешто. Тоа е со благослов на Бога и сите луѓе кои што се вклучија да донираат, да помогнат. Значи има многу луѓе кои помогнаа на разен начин. Со благослов на неговото високо преосвештенство митрополитот Петар и парохискиот свештеник протерејот Митко Митрев,
нивната заложба и упорност доведе до до крај на овој проект да биде успешно завршен. Ќе се чита од посланието на светиот апостол Павле до евреите чтение. Амен. Брајка, како нешто светува и оние што се светуваат, сите се од еден и затоа не се страмува да ги нарече брајка велики. Ќе го возвестам името Твој меѓу брајката мои, насред црква ќе те воспеам. И пак, јас ќе се надевам на него. И одново, ете ме мене децата мои што ми ги даде Бог. А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тоа и он зеде еднакво учество во тоа, да преку смртта да го победи оној што има власта над смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние што од страх пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство. Оти на вистина не од ангели прими природа, а о потомството на Аврама прими. Затоа должен беше во седаличи на брајката, па да биде милостив и верен првосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите народни. Сега можеме да видиме внатре како изгледа. Ова сите врати се отвараат од црквата, значи може да се во летни услови кога времето е добро, може да се отворат сите врати наоколу и да се соберат верници наоколу, околу 100. Да. Собира повеќе од 100 луѓе натре во црквата моментално. И така може потивко тука. И така да овдека може да видите внатре како е фреско живописот на црквата Света Тројца. Тоа е олтар внатре, се наоѓаме во олтарот. Кој го работеше се тоа? Па фреско живописот го работеа брачните парови Тони и Васе Чурковски од Струга, Македонија, со благослов на неговото високо преосвештенство, митрополитот Преспанско-Пелагониски администратор Австралиско-Новозеландски Петар. Това е многу. Истите луѓе го имаат правено фреско живописот во манастирот Света Петка во Вулунго, и други цркви моментално работаат и во Перт. Луѓето се во Македонија, во Струга или се... Веќе тука се тие, значи работаат и моментално во Перт. Фреско живописуваат храм на Свети Никола. И така да тие истите луѓе го направија овој фреско живопис тука. Одлично. Да. Ова е додатниот дел кој што е, значи, за верниците направен. Ова е доградбата на црквата која е комплетирана. И сега ги има сите услови за црквата да биде комплетна за служба. Бајња на по-еврејски наречена Витезда со Петремови, во нив лежеа мнозина болни, слепи, хроми, сакати и сушени, кои чекуваја да се раздвижи водата, зашто од време на време во бајњата слегуваше ангел Господов и ја заматуваше истата. И кој прв ќе влезеше по заматувањето на водата, оздравуваше од каква болест и да боледуваше. На Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господа.
За мирот и цинке, спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. За мирот целиот свет, за Господите Божи цркви и соединување на сите, да се помолиме на Господа. За овој свет храм, човек, кој што суверира набожност и страх Божи влегуваат во него, да се помолиме на Господа. Порека до сите верници да ја посетуваат црквата. Црквата е ставена во служба на Бога и така и на верниците да ја посетуваат за секој празник и во неделите на литургија и така да ви поздравувам сите верници и гледачи на вашиот канал и ви голема благодарност и до вас што бевте денеска присутни на овај божествен настан на свеченото отворање на до комплетирањето на црквата и така голема благодарност до вас и до сите гледачи кои што ќе гледаат овај настан. Христом Твоим жителством, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи все православным християнам нашим, сопротивния даруя, и Твои сохраняй Христом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи все православные христиан, нас сопротивния даруй, и Твое сохраняй Христом Твоим жительством. Спаси го. Добар ден. Јас сум Радко Трајковски, YouTube канал Австралиски живот, а вие сте? Јас сум Поп Митко. Поп Митко, кажете ми како се сеќате денеска, какви емоции буди денеска кај вас отворањето на оваа црква пред се лично како македонец, а потоа и како свештеник? Денешниот ден вистина убав ден. Благословен ден. Бог во Светото писмо се вели, Бог го створи овој ден да се радуваме и да се веселиме во него. Затоа што вие живеете овде во Сиднеј или каде? Во Сиднеј, да. Сиднеј, во ред. Овде вие гледате низ Сиднеј, низ нашиот град. На секаде и на секое место се градат куќи, шопинг центри и други објекти. Но цркви се градат многу ретко, туку речи си, барем јас колку знам, за последните години годишно maybe по една или две. Може би се прават од другите вероисповести, како што е Римокатоличката црква, протестантските цркви, но од православните цркви е редок момент, многу ретко се случува, да биде осветена нова црква како што е денеска овде. Затоа тоа посебна радост. Колку беше последен пат кога се изгради црква пред вашата? Јас, бидејќи служам во Бенкстејан, Бенкстејан е на другата страна од Сиднеј, доаѓам почесто, но овде бе пред неколку месеци. И знам порано, кога не беше направен овој додаток од сега што е, кога беше само малата црквичка, и тогаш имам доаѓано и заедно служевме на неколку пати. Но сега разликата е огромна е. Не само во додатокот кој е направен, него во духот кој луѓето беа соберени денеска, дај Боже и така да продолжи понатаму. Има луѓе кои се верници, има луѓе кои не се верници. Каква духовна утеха му дава црквата на луѓето? Бог, нашиот Бог Исус Христос, Он го пушта сонцето да грее и на тие кои веруваат во Него, и на тие кои не веруваат. Божите храмови, како што е овој, посветен на Светата Тројца, значи во името на Отец, Синот и Светиот Дух, е отворен
најпрво за верниците, за тие кои веруваат во учењето на Исус Христос, тие кои живеат според учењето на Исус Христос, но се разбира и оние луѓе кои се или не знаат за Исус Христос, или по една или друга причина не веруваат. И затоа таквите храмови, таквите места може да бидат причина и тие да размислат што понатамо. А бидејќи храмот овде направен на гробиштата, е исто повик на секоја душа, кон секој човек. Секој може да На секој од тие можеме да одбегнеме на друго место, да не одиме. Можеме да други работи да се договараме и не, но еден ден, сакале или не хеле, сите ќе дојдеме на гробиштата. И затоа отварањето на овој храм денес, поготово е повик за сите луѓе да веруваат во Исус Христос и да го слават неговото име. Отец Митко, ние сме македонци, живееме надвор од татковината. Колку е битно, без разлика дали се работи за Австралија, колку е битно да имаме еден духовен дом далеку надвор нашата Македонија? Поред мое разбирање, во Австралија има, да не речем премногу, но има доволен број на македонски цркви, поготово овде и во Сиднеј, така да, како што имаме потреба од собствен дом, каде што живееме, со своето семејство, исто така имаме потреба од духовен дом, Божи дом, каде што треба постојано да одиме, да го посетуваме тоа место, да се молиме на Бога. Бог е секаде присутен. Он него го има високо во Вселената, во космосот, или како што вели пророкот Давид, он него го има и во најситниот атом, во најситниот дел, речеме, кој човекот знае, но он е присутен тамо каде што се двајца или тројца соберени, а тоа е Исус Христос. Кога се двајца или тројца соберени, се извршува света литургија и Господ, Светиот Дух, кој доаѓа за време на литургијата, за време на на таа божествена интервенција, лебот и виното кои ги пренесуваме, тие се претвараат во вистинско тело и крв на Господ Исус Христос. И затоа кој го има Христос во себе, никој не може да биде против него. Во овие места во Австралија, поготово на вашето прашање, колку е важно, тоа е премногу важно. Бидејќи ние живееме во секуларно време, живееме во безбожно време, каде што за жал, во последно време, се помал број на луѓе веруваат во Бога. Статистиката покажува дека бројката на луѓето на христијани за последните 5 години е драстично намалена. И од тие причини, доаѓањето во Божите домови, во црквите, е многу важно пред се за секој од нас, за наоѓање на свој собствен мир, за наоѓање на смислата на животот и да се удостоиме преку она што го слушаме во црквата, проповедањето, кое се близу 2000 години се кажува, за да го здобиеме Царството Божие. На друго место никаде не се зборува за Бога. Ретко каде се зборува за Бога, единствено место каде што и ден денеска се зборува за Исус Христос и за неговата спасителна мисија на светот е во црквите. Одлично кажан оче, и за на крајот може луѓето си дојдат слободно, вратите се отворени, кој што кажавте, се сите христијани православни овде во Саталенд во Сиднеј, луѓето кои се од Сиднеј или од други градови во Австралија. За на крајот една порака до македонците во Австралија и воопшто за македонците. Една порака до нашите луѓе од Австралија, за тие кои се подолго време овде како мене, и тие што се дури и пред мене, и генерациите кои сега доаѓа, и тие што ќе се родат овде од македонски родители, им советувам, правете што е добро за вашиот живот. Учете, за да можете да имате еден подобар живот. Но не заборавајте на Бога никогаш. Оти во животот се може да добиеме, но ако ја изгубиме душата, ако ја изгубиме смислата за животот, тие работи тогаш не ни вредат ништо. Тоа се зборови на Исус Христос. Сполајви за многу години. Амин. Благодарам. Фала многу, имате пријатен ден. И на вас. Си Господи, роди Твоја, и благослови достојание Твое. Победи се православни, христијаном нашим,
protivnija daruja i Tvoje sokrajnjaja Hristom Tvojim žitelstvom. Spasi Gospodi ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje. Objedi je pravoslavnim hristijanom našim, nas protivnija daruja i Tvoje sokranjaja Hristom Tvojim žitelstvom. Spasi Gospodi ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje. Pobjedi je pravoslavnim hristijanom našim, nas protivnija daruja i Tvoje sokranjaja Hristom Tvojim žitelstvom. Слава Те, Боже наш, слава Те, Боже наш, слава Те, Боже наш. Фала многу што не поканивте денеска во Сатовлан. Сте семетери, се видиме со доста луѓе, слушнаме доста работи, good, so за future. Thank you very much for that. Чише, какво ви името вас? Живко, Презиме? Стојановски. Јас сум Радко. Колку ни е битно нас како македонци да имаме црква вака надвор од Македонија, надвор од далеко од Македонија. Нарочито ние што сме дојдени тука во Австралија, ни треба на црква, нормална ствар е тоа, оти ние сме долго време дојдени овде. Колку време сте во Австралија? 58 години. 58 години. А вие? Исто така, 56 јас. Која година дојдовте во Австралија? Дојдов во Австралија во 78-та. 78. Дали ќе бидете љубезни да ни се представите? О, многу сме за Австралија, сме многу хепи. Нема тоа. Дали ќе бидете љубезни да ни се представите? Како ви името? Да се, ако знаеме нешто. Можам да кажам, прекрасно е со се, од почетокот како дојдовме. Али со овие цркви Маривети што ги отвора, тоа е уште попрекрасно да имаме домој кај да си појдеме и да знаеме дека вистина сме нешто. Без цркви сме ништо. И така. Има доста луѓе кои не одат во црква. Како можеме да му кажеме на тие луѓе да си најдат духовна утеха? Некој не се интересира од тоа, ти вели Бог е секаде со нас. Што треба спешијал да јас да одам во црква? Тоа е него милост, дали сака или не. Али поготово јас спешијал за мојот интерес, јас сум многу влюбена во црквите. И да ми кажете какво ви името? Името ми е Аца. Таца, од каде сте? Аца Стојановски, Таца? Аца. Од село Чарли, јас сум јас. Село Чарли. Да, Долно Чарли. Че многу години, да не сакате да си поздравите, може и да си поздравите сега некако. Се поздравуваме секој вечер на телефоните, се видјаме со фамилијата, мислам таму. И нека се сите поздравени кои ќе не види нас од денешната постапка за во црквата. Нека се сите здрави и живи. Тој ви е сопругот? Тој ви се здрави и живи. Фала многу. Да не сака да си поздравите некој? Отивам во Македонија. Каде во Македонија ќе оди? Ќе оди на YouTube канал, на австралиски живот. Да. Орат, имаме браќа таму, сестри. Не, Сопругата ми кажа дека е од Чарли, а вие сте од? Јас сум од Мегленци. Од Мегленци. Новаци, знаеш каде? Како не? Со Новаци синјор, со она рек што е во местото наше. И 58 години во Австралија. И сме 58, да. На 24 години дојдов сега 50. Све направиме во Австралија. Фала на Господ. Направивме куќи, створиме фамилија и се што требаше потребно. До сега сме, фала на Господ. И сега на крај остареме, ами тоа е убаво. Дека тешко тој што нема достари. Да. А момчето си го најдовте во Австралија или од Македонија? Во Австралија. Значи овде се запознавте? Тука се запознавте. Јас 25 години во BHP, Стилбок работам. Во Волунгонг? Во Волунго, седне се прешиптав овде, седне во Жулакс, на Мајсторлок, ова, она, од сите работи, знаеш, мешовина во животот. Беше голем работник.
Фала на Господ, имаше здравје. Генерацијата сите вашите беа големи работници. Не дека нашите не се големи работници, али Скапоти е голема денес. Скапоти денеска нема. Нити работи, нити има што да се буниме, да викаме по децата мора да работиш, а ќе работи ако најди работа. Тога кога дојдов во Австралија, сори што ќе кажам. Не, слободно кажи се, слободно кажи се. Во Волонго една куќа беше 9000, во Гринџила беше 3000. За која година збораме? За 67. Голема разлика. 67. И сетне, сега се таму по $1,000,000, а тога беат 8.000, 9, 7, зависи од местата, како овде, што е, сегде не е исти прајс, нормална ствар. Денеска е многу тешко за младите луѓе да... Не може да дојде до тоа. Неме затоа што ништо нека си каже. И тога имаше многу работи. Ебе јас да кажам право, по таа време бил 2 години сингл, поради така беше времето, знаеш, не можеше да земи жена или било кој, 2 години немал да шакаш. И по тоа време, знаеш, јас имав одмор под Стилвор по месец дена, 40 дена. И тука идев, ќе појдев да прашам негде, имате работа? Сакаш сега да почнеш утре. Појде кај другите исто така. Сакаш, беше многу полесно. Многу полесно за работа, сакаше пари да заработиш, можеше да заработиш што се века. Ние млади, малце будали, најс за работата, ајде, терај. И дојдеме до сите работи, ама Теткаца, уште едно прашање за вас. Може. Во Македонија имате фамилија? Имам фамилија, уште, брат имам, уште еден. И многу пати се гледаме, се зборуваме и пак го поновуваме Чарлија. Многу дојде. Можам да речам е сега 2 пати поубаво него што беше во старите. Добро сега, родниот крај секогаш убав. Ама помагаме од овдека малце за цркви, за ова зона, за манастири. Вистина се направи. Така треба си помагаме. Да е веќе прочуено сега таму во Битолско. Во Битолска. Кога бевте последен пат во Македонија? 17-та. 2017. Значи не било многу одамна. Не било, бевме во 8-9 пати имаме бидам. Да. Секој 7-8 години. Имаме план за скоро пак? За сега не. Немаме план поради него. Ви посакувам многу здрави и имајте пријатен ден. Фала. Да си здрав и жив и ти и увек овие работи да си ги бркаш, заинтересиран за народ. Сповајте. Да видиме сега од другата страна, нешто има се дели ручек, па повелете, земете нешто. Ако имаше кафе, можеше. Па може да има и сигурно и кафе. Okay, thank you very much. Фала ви многу и вас. Значи заврши осветувањето на новата црква, на храмот. При сега моментално се дели ручек. Само да видиме што има на менито. Значи од риба страна, од месо, кебапи и се со цел да се наздрави за овој историски настан. Фала и многу. Водичка или вино е? А вода е. Еви благо, кој го спрема сето ова? Не го спрема јадењето. Колку време е потребно да се спреми ова цело јадење? Имаме многу денеска. На многу места и во Рукот имаме. Сега се има 7 парти денес. За колку јадење денеска спремавте? За 7. За колку луѓе спремавте јадење денес отприлика? За 100. Скоро 2000 души. Значи за цел ден 2000 или овде конкретно 100 души негде отприлика, така? Овде има 200. 200 души. И колку време е потребно да се спреми јадење за 200 души? Работат 2 жени од Сабале, од 2 сата Сабале, од 1. Јас сум Радко, а вие сте? Јас сум македонец. Името? Јас сум Радко. Методија. Методија, мило ми е, Чишко Методија. Вие работите исто или само го возите возилот? Јас работам за Мусулмунко него. А, значи работите?
И да ми кажете уште некој ако сака да порача јадење кај кој да се обрати кај Љупчо. Број имаме од Љупчо? Има, не ти даде даде број од Љупчо. Ако сака некој да не ова е само ова е за гледачите на каналот, ако сака некој да си порача, на кој број да се јават? Илинден Кетеринг. Добро, добро. А што ми туривте вие, мене се напијам вино? Вино ми туривте? Ама не ме прашавте, јас возам. Ај ќе направиме мало отстапка денес. За многу години. Кажи ми, као се викаш и како доживаш денешниот ден тука во Македонската црква? Благодарам. Јас сум Стивен Николовски, Gisborne Evangelistki. I'm the local councillor here down at Sutherland and Ewald, where this church sits. I've looked at this. I've been past this church for several years and been very excited to see it open, and finally glad to be here today. I wanted to thank the committee, including Zara Bechkorowski, for bringing me here today and inviting me along to be a part of it. I'm looking forward to the part this will have in the local community and promoting Macedonian culture in the Sutherland Shire. Makedonska Crkva is a large cultural centre for Australian Macedonians. Across the board, you find that there's various areas where the Macedonian Church actually has an involvement in people's lives and is becoming more so as time goes on. Particularly things around dance groups, funerals, of course, and also cultural and spiritual groups as well. The Macedonian Church has a great and is becoming a central fulcrum for the community in Australia, including those that come from Australia, to have a local involvement and connection to Macedonians that are born here and have been for several years and generations. Сега ни едно многу кратко прашање, пошто те чекат сега да одиш да даваш говор. Кажи како мало дете дали те носеа твоите родители по македонски цркви? To begin with, because of the distance of the churches and everything else, you started off generally with Christmas and Easter, and you built from there. Most Macedonians of Australian origin built into a regular attendance through Christmas and Easter and involvement in the church that way. It's actually been quite good from the perspective that with the younger generation coming through, most Macedonians are now starting to build that attendance and actually have cultural connections where the church is becoming the hub for them across dancing in various areas, as I've suggested. Custodians of the land in which we meet today, the Dharawal people of the Woronora area. I pay my respects to elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Good morning, everybody. First of all, I'd like to convey the blessing of the Vipenis and Blagoslov from His Eminence Petar, the Diocesan Bishop of the Macedonian Orthodox Church in Australia and New Zealand. Значи, преносувам благослов од неговото високо преосвештенство митрополитот Петар. Исто добро дојдовте денес и good morning and thank you for coming today. Very Reverend Rubin Bojčevski, архиерейски наместник на Нов Южен Велс на Македонската православна епархија, prelate for New South Wales Macedonian Orthodox Diocese, representative of His Eminence Petar, the Diocesan Bishop of the Macedonian Orthodox Diocese of Australia and New Zealand. Also, very Reverend Mitko Mitrev, our parish priest. Denise Ora from our Metropolitan Memorial Park CEO and all Metropolitan Park staff. The Honorary Mark Kure, MP, Member for Oatley, Shadow Minister for Roads, Shadow Minister for Multiculturalism, Shadow Minister for South Western Sydney, and a really good friend of the Macedonian community. Thank you for coming, Mark. Thank you very, very much. He really deserves that. Oh, you'll do. Councillor Stephen Nikolovski from the Sutherland Shire Council. Thank you very much for coming, Stephen. And again, Stephen always comes to Macedonian events. We also are very privileged today to have representatives, from the Antiochian Church with the blessings of Bishop Metropolitan Basilios. We have the Very Reverend Father Nectarios Nemefadi, Subdeacon Andrew Kounoulis, Very Reverend Father Mitko Masevski, and we want to thank them coming from the Antiochian Church. Thank you. We're also privileged today to have in our presence Vic Like.
And Vic is the main architect that helped design the back part of the completion of this amazing chapel that we're here celebrating today. And as Zoran's told me, Zoran Bochkarovsky's had a lot to do with him over the years, and he's basically unreal. He's supposed to be really good. So thank you for everything you've done for us. Thank you. If anyone needs a good architect, you know who to call. Thank you. And finally, obviously, present today, none of this would be possible without Zoran Bochkarovsky. It's Bochkarovsky. He does everything. I mean, everything you see. He's here. Whenever you're coming around here, he's here. He never wants to be told. He never wants to be acknowledged. Zoran Bochkarovsky, bravo. You know. Hvala vi na site što dodali tuka. Hvala vi na site što kaza pred vreme. I didn't know that the first church, prvata crkva, bilo na grobu na Hristosa. I didn't know that. And it's one of the tombs, and it's very sacred when you have a church in a cemetery. In Christ's tomb is described by Orthodox theologians as the first holy altar. It's the womb of the church. It's a place where the church was revealed to the world, and if it wasn't for resurrection, we wouldn't have a church. So his resurrection is the foundation of orthodoxy, and without that, cemetery like we've got today, it wouldn't happen. So I was amazed. Значи првата црква која што слушам да предаде со отец Митко било како на Христоса гробот. И тоа е нешто свечено. It's unbelievable. I forgot to say, заборав да кажам, I've spoken at many events. Имам зборувано со председатели, имаме a lot of high profile places and low profile, but the feeling today, the feeling in the church today is just incredible. Осетот, значи кога влегов, колко беше нешто different. I don't know. I mean, thanks God, but it's something different. And like I said, I've given a lot of speeches over the years. Our church here, our Holy Trinity Church, is the first Macedonian church in Australia to be established within a cemetery. Значи прва црква во Австралија, Македонска црква што е во гробишта. It stands a testament for faith, resilience, cultural identity for the Macedonian community, and connects generations. Generațiova црква connects generations. I mean, my dad's over there, and a lot of our relatives are around here. So it's a connection of our church and our memories for future generations. A little bit of the history. So first, now I'll stop talking soon, I promise. Some thank yous. We have to give some thank yous. It's really, really important, because otherwise, without these people here, this wouldn't happen today. So Graham Boyd was the first CEO who approved the church land here and helped with, I think it became a $20,000 donation when it was first established. That was Graham Boyd, the first CEO. The construction of the chapel commenced the front part commenced in 2013, August 2, that's Ilinden, and was made possible through the blessings of God, the Holy Trinity, under the guidance and support of Bishop Vladika Petar, Very Reverend Parish Priest Mitko Mitrev, and the generosity of the faithful. The church was built by Jovan Todorovsky with his sons Pece and Zoran Todorovsky. The architect of the original chapel was Kosta Filipovsky, and Kosta's here today. Thank you very much also, Kosta. You want another good architect, you bring Kosta. And the treasurer and project manager for the chapel, like I said before, Zoran Bochkarovsky. Construction of the chapel was completed in 2016 and solemnly blessed by Dilo Vladika, Bishop Petar, Bishop Josif of Tetovo, Macedonia, and Bishop Josif of Kumanovo, Macedonia, on the 16th of February 2016. In 2022, approval was granted for the extension of the chapel by MMC CEO Lee Scherer, and this was during the tenure of Mark Kure, again, as Minister for Multiculturalism and our Macedonian friends. Thank you, everybody, and thank you, Mark. Construction of the extension was commenced on July 1, 2024. It was completed officially on the 18th December, that's a couple of months ago. The builder for the extension was Jim Stolovsky, and the architect, as I said earlier, was Vic Like. Thank you very much to everybody that's contributed. And two more thank yous. One's obviously to Ratko, who's here doing the video from Makedonci in Australia, and also the catering group, Bitula Catering, who are here today helping out too. The completion of the chapel also took place during the tenure of
MMP CEO Denise Ora back on December 18. And that's Denise here. Thank you, Denise. We express our sincere gratitude to Denise and all MMP members who contributed to support this project. And again, finally, Treasurer Zoran Bochkowski and all the staff. Above all, we give thanks to God, the Holy Trinity, Bishop Petar, Very Reverend Parish Priest Mitko Mitrov, and to all the donors and volunteers whose faith, generosity and dedication made the church chapel possible. Кратко речено, фала ви на сите, фала му прво на Бога, фала му на дедо Владика и фала на отец Митко и на сите свештеници, сите што поможивте и на донаторските вечи и шиде тука што поможувате стално. Thank you very much. I had to read all that. Now, can we have some speeches, please? I'd like to call upon Mark to say a couple of words, please, if you'd be so kind, please. So the Honorary Mark Curray, MP, Member for Oatley, Shadow Minister for Roads, Shadow Minister for Multiculturalism, and Shadow Minister for South Western Sydney. I hope I got that right, Mark. Thank you so much. Well, thank you very much. It's wonderful to be here today, and I want to say good morning to each and every one of you. Good morning to our Reverend Fathers, distinguished guests, the clergy, our community leaders, the honoured guests, and the many members of the Macedonian Orthodox community. Thank you for the warm welcome and for the invitation to be part of this very special day today. Ladies and gentlemen, it is a great honour to join you here to the official opening of the Holy Trinity Macedonian Orthodox Church here in Sutherland, a moment that will be remembered for many generations within this community. Today is about more than just an opening of a new building. It's about faith, it's about the heritage, it's about community, it's about the perseverance of the community. Churches are built with bricks and mortar, but they are sustained by something far stronger: the faith of families, the sacrifices of those who came before us, and the shared determination to pass on values that truly matter. And for the Macedonian Orthodox community right throughout New South Wales and Australia, the Church has always been central to community life. It is where faith is practiced, traditions are preserved, language and culture are passed down, and families come together, and we can see that here today. They come together in moments of joy, reflection and support. And certainly what we see, this church stands as a powerful testament to the dedication and unity of the Macedonian Orthodox community right throughout New South Wales, indeed right throughout Australia. It reflects years of planning, generosity and hard work by so many people who believe in this vision and refuse to give up on it. And I want to acknowledge the church committee, the volunteers, the benefactors, the families whose commitment has made today possible. Projects like this don't happen overnight. They require patience, teamwork, and an enormous amount of effort behind the scenes. And I too want to thank, of course, Zoran, the treasurer of the church committee of the Macedonian Orthodox community, for your leadership, dedication, and of course, ensuring that this project came to success. Major community projects depend on sound leadership and trust. And Zoran, your contribution reflects the responsibility and commitment to service that strengthens institutes like this. Of course, to the many architects, including, of course, Vic Lake, who I've known for a while now, your vision, your expertise have helped shape the church into a beautiful, meaningful place and space that we see today. Thank you for the work that you have done and the leadership that you have provided. And I also want to acknowledge, of course, the clergy, whose spiritual leadership, has provided over many, many generations the guidance, the support, and continuing support for families and individuals. Your role in nurturing faith and strengthening community bonds is deeply valued. And certainly what we see now with the Holy Trinity Church now takes its place as a proud, permanent part of the spiritual, cultural fabric of our community, the Macedonian Orthodox Church, as you mentioned a second ago. Today also reflects the strength of our multicultural Australia, our diversity as a great nation,
And I've often mentioned time and time again, I think our greatest asset in Australia are our people. And I want to acknowledge, of course, the Macedonian community for the contribution that you have made in building the great state, building the great country that we have today on display. So a big thank you to each and every one of you who've been part of this. Just before Christmas, I was down here and I actually got to see what is on display today. It is a remarkable building, a testament of everyone that's been involved, and a big thank you, of course, to the cemetery and the trust and everyone involved for your leadership, your guidance, your support. This is something the Macedonian Orthodox community will be very proud, or is very proud, I should say, but very proud for many generations to come. This will stand the test of time. It will be still here in 100 years' time. Thank you very much. Thank you very much, Mark. It was beautiful. I agree, Mark, with everything you said. And I mean, when I first walked up here, видях Свети Јован на Канево. Wow, it's unbelievable. It's just not your, yeah. I'd like to call on Stephen to come and say a few words. So Stephen's our councillor for Southern Shire Council, who always wants to support the Macedonian community. Follow, Stephen. Thank you, Zoran, and thank you, Zoran, as well, and the rest of the community for inviting me along. I do note that this is obviously the great extent of my ward, which ends over at the end of the cemetery. And I'll probably start off by basically saying, firstly acknowledging not only the clergy that have turned up today, thank you so much for those across faiths as well, that are across the Orthodox community that have turned up. And I'd also like to acknowledge the traditional custodians of the land on which we sit today. I'll probably jump into again, thank the rest of the committee for not only inviting me here as a local councillor, but as a Macedonian Australian. The Macedonian community in Australia has a lot to be proud of and is building a level of prominence, importance to the story of Australia, as alluded by Mark Kure over there, and thank you for coming as well. You're a great support to the community as well. We really appreciate it. And particularly as well, that prominence is now extending to Southern Sydney quite a lot, including the Shire and my ward in particular, with this building here. I'd like to first, I often used to walk past the church when it was initially built and wonder what was in store and what place it would have in the community. I'm very glad to see that it is opened finally, and hope that it can be a part of the great anchor for the growing Macedonian community in the Shire and Southern Sydney more broadly that the church is now forming, particularly including Sylvania as well, which is also in Sutherland. The Macedonian Australians, like many what we would call hyphen Australians, obviously the diverse number of different cultures that make up the great country of Australia, will always seek to have anchors to our culture, which are becoming more and more prominent as more and more of us progress through the generations in this country. One of those anchors is in the Macedonian community that is becoming extremely important is the church. It backs the cultural institutions that support the language schools, dance groups, theological groups, and in this case, general support for those of us looking to enjoy support the vital journey of our family into the afterlife. This building is an important anchor for which Australians and Macedonian heritage not only support themselves, but also the community and the church, which is fast becoming the spiritual centre to which our community is based on. The Macedonian Church in particular, as we would all know, has fought long and hard for recognition, and buildings like the Holy Trinity Church behind you will allow us to turn that long and hard-fought recognition into leadership in the Australian Macedonian community more broadly. I'm proud to be here to support the opening of this building and congratulate the committee on its success, thank the clergy for attending and showing their full support as well. The building will continue to be the project of growth, recognition and support for Macedonian culture in Southern Sydney, and I'm very, very proud to say that I was a part of it. Thank you very much for having me today. I really appreciate it, and we'll look forward to discussing it all with you and meeting you all in the next couple of hours. Thank you. Thank you, Stephen. Thank you very much. I'd like to call on Denise Ora, the Metropolitan Memorial Park CEO and all Metropolitan Memorial Park staff representative. Thank you, Soren. Thank you so much for all of you being here. It's just amazing to see everyone. I would definitely love to acknowledge that we are on country and pay respects to elders past, present and emerging. You know, the work we do on country is so important to us.
I know there's been lots and lots of thank yous and lots of beautiful names that have been called out to say thank you. And Zoran, I could never give them justice in the pronunciation. You did it so beautifully. But I think we do have to thank the clergy, our wonderful VIPs, our wonderful state members. It's a privilege, and Mark, I know how much work that you do as well for the community. I hear so much about it. And Mark also, I have to tell, Mark has the longest title, I think, in politics, but doing a lot of work. So the thing for me, being the CEO of Metropolitan Memorial Parks, I have an honour and blessing that I get to work with some of the most amazing people. But what I also get to do is to see an amazing community. And when I walked in today to listen to the beautiful songs, the hymn, everything, it was so beautiful. It was overwhelming. You were just amazing. And so I wanted to thank you, the community, for not only, you know, the perseverance to build the most amazing place like this, with all the support for the funding. You know, it takes a lot of work to do that. But it's a community that makes things work. It's the organic growth of what happens from communities. And I just saw a lot of love in that room today. So it is the most gorgeous. The iconography in there is amazing. The work of the architects, so it's incredible. You should all be really proud. You know, these things, as you said, Mark, they don't just happen overnight. They take a long time, a lot of work and commitment. I would also, you know, have to say thank you to my incredible staff at Metropolitan Memorial Parks, and particularly the guys here at Woronora. They work really hard every day to make this place beautiful. Cemeteries are not easy places to maintain and look after, but they do a really good job, and their heart and soul is in it all the time. I look at them over there standing there, they're hiding, and but we'll say hi to them, give them a thanks. And also to Gemma and Brad. So, you know, I'm truly blessed, and we have the wonderful opportunity, as I said, to be part of a community. Zoran, thank you so much also for being part of our Community Engagement Committee. I always want to know, what is it about you? You have a smile on your face. You never seem stressed. I need to learn a few things from you so I can remain relaxed. And Father Paddy, thank you so much for being here as well. That's enough. I think I've thanked everyone. But, you know, from my heart to yours, it's a wonderful, wonderful place. And this will be part of the living story of Woronora for many, many years to come. And you should be so proud. And congratulations to everyone. Thank you very much, Denise. And like you said, thank you to all the other Brad and Caroline over there helping us all out. It almost so concludes the formalities. I just wanted to say again, yeah, it's a special day, a really special day, really special day. I don't know how you felt the vibe, but when we first walked in here with tears, it was just absolutely amazing. And I'll never get nervous talking ever, but I've been nervous the whole time. Don't know if you noticed it, but that's the way it is. Finally, again, thank you God for giving us today. Fala Adelo Vladika, Otec Mitko, very Reverend Otec Rubin, and the representative again for coming from the Antiochian Church, Father Nectarios Nemi, Subdeacon Andrew Cornulis, Father Mitko Machevsky, and everyone else that helped. Now feel free to go and have some refreshments. Zoran, can we have some refreshments and talk to each other and just enjoy the afternoon? Thank you very much. Поръка до сите верници да ја посетуваат црквата. Црквата е ставена во служба на Бога и така и на верниците да ја посетуваат за секој празник и во неделите на литургија и така да ви поздравувам сите верници и гледачи на вашиот канал и голема благодарност и до вас што бевте денеска присутни на овај божествен настан на свеченото отворање на до комплетирањето на црквата и така голема благодарност до вас и до сите гледачи кои што ќе гледаат овај настан. Сполај више еднаш и вас за поканата и за многу години. Се надевам дека ќе се видиме во наредна прилика пак. Благодарам.